Поздрав на сите, добре дојдовте назад на каналот на Благодуша. Денес нема да должам воопшто, зедов денес, сознав да си користам, Значи зедов Nikon D3300 DSLR апарат или професионален апарат и камера кој ќе го користам за YouTube како што и ветив. Еве моментално првиот апдейт на мојата соба ќе биде новата камера. Значи веднаш ќе почнеме со unboxing и потоа ревју и тест значи на камерата. Ја отвораме кутијата сега, значи. И прво нешто што ќе сретнеме во кутијава кога ќе отвориме е, гледав јас и на интернет некој unboxing, значи тука имаме упатство кој моментално не треба. Имаме CD, ова CD се инсталира, ова не имаше едно CD кој се инсталираше во компјутерот, мислам дека ова не е тоа CD, ова е друго, ова е упатство за употреба CD, да. Ова е гаранција нешто, ова повторно упатство за употреба на камерата. Ова е CD-то кое се инсталира во компјутерот за да може корисно да се врши работата и во компјутерот. Значи ова CD ќе го инсталираме во компјутерот. Потоа кога ќе го отвориме ова, значи овде првин ќе ја видиме завиткана во добро ова е најлонка која пука сите знаете 100% леќата. Значи ова е леќата за Nikon D3300 која е 20, значи апаратот е 24 мегапиксели, одличен и снима во Full HD и 80p, значи ова е леќата тука. Не, тоа не е леќата, значи ова се клава фактички, ова треба да влезе во апаратот. Дали може добро да се фокусира? Значи ова треба да влезе во апаратот, не знам колку добро може да види камерата и фокусот се. Добро, ова сега вака го оставаме малку настрано, за да видиме што има друго внатре. Вака, друго имаме, значи полнач за батеријата од Nikon. Ова е тоа, значи полначот за батеријата од Nikon. Вака, добро, фокус супер фати. Друго што имаме, ова е како не како толку точно приврзок или рамка за околу вратот да можеме да си го носиме Canon, значи доста долга, добра, супер. Nikon се извинувам, Canon. Тука имаме еден адаптер да не го ваѓам сега и него. Адаптер тука имаме. Ова е приклучок кој се со пинови, значи знаете едното оди во телевизор може да оди, другото во камерата, така директно работите што се од камерата да ги гледате во телевизорот. Тука имаме USB кабел кој ќе ни користи за да го префрлиме во компјутерот. Еве го, префрлиме во компјутерот. Ова тука моментално е батеријата на апаратот. Значи ова батеријата се ваѓа од озгоре и се става батеријата, еве колку може, фокус ми треба малку. Дали може да се фокусира добро? Супер, ете, супер. Одлична батерија. Сега следува главното. Што останува во кутијата. Значи, ова кутијата ја тргаме настрана. Повторно завиткам во оваа хартија која пука и внатре завиткам во уште една хартија и апаратот Nikon D3300, значи конечно сонував за овој апарат и конечно и го имам фокус колку може добро да се фати. Еве како изгледа тоа Nikon D3300, еве како изгледа, значи повторно да се види добро од тите страни. Сега значи вака. Тука не знам како се отвара ова сега. Или се стега на него или што се прави. Фокус ми треба. Тука се става батеријата. Сега да видиме како се става батерија со ова оди внатре. Вака треба да е батеријата. Супер, значи батеријата. Тоа го затворивме. Ова овде вака, значи го одвртуваме. Видиме како се ваѓа ова. Вака. Еве, значи тука е празно каде што местото каде што треба да стои леќата. Да, сега. Еве леќата. Еве леќата, значи.
Гледате тука, можете да видите баш точно тука имаме бело крупче. Исто и тука имаме бело крупче, значи тие треба првим двете да се совпаднат. Еве, гледате се совпадна, така. Сега вртиме додека не крцне и составен моментално апаратот, значи еве како изгледа. Ова го ваѓаме, ми треба фокус. Еве го. Значи, што се случува со апаратот, тоа е камерата Nikon D3300, која ќе користиме за YouTube и за некои приватни работи. Да. Како можете да видите како изгледа. Сега јас ќе си ставам во неја мемориската картичка и ќе направим одмена проба од слики, значи на проба од слики и од видео и ќе го ставам примерокот во овој unboxing, значи како ревју и тест и ќе видите каков квалитет ваѓа. Да. Еве, драги, да видите моментално што се случува фактички и каков поглед фаќа камерата. Еве малку. Така да, мислам дека овој квалитет е гром квалитет, нешто што ретко може да се има. Моментално ова е во 4K резолуција сниманото, но ќе го изрендерираме во 1080 со 60 FPS или 1080 бидејќи ќе ми цркне процесор, нема скада. И така да, се надам дека ви се допаѓа овој квалитет. Од сега вака ќе бидат снимени скечовите, влоговите и се друго. И ќе се видиме.